Освен времето во длабок минус се и превозниците. Со камионите блокирана и работата на околу 100 камионџии во регионот, од кој дел се дома, но добар дел се заглавени на патиштата. Се во ова компаниите ги чини и до 450 евра поединечна дневна штета по камион, пресметале транспортерите. Транспортните компании во услови на промена на временските прилики се првите кои се на удар и претрпуваат големи штети. Штетите во транспортот се рачунаат врз основа на автоденови кои што коштаат 50 до 450 евра има автоден. Меѓутоа најголемата штета е во тоа што сепак во тие возила има возачи кои што се постојано подлежни на временските услови. Оние кои сепак се движат имаат дополнителни трошоци зашто возењето на суви коловози и на снег и минусни температури не е исто. Што значи ако во рамките на 15 дена правеле 2 или 3 тури, зависно од релацијата. Значи имаме превозници кои прават ден тура. Ако земеме дека е Грција, Македонија, меѓутоа сега тоа се зголемува периодот на движење. Што значи, генерално 50% може слободно да се каже дека се намалува обемот на вршење на превозот. Тоа што е штета за нас, во исто време е штета за сите субјекти во сообраќајот. Идентична е состојбата и со таксистите. Добар дел од нив се исклучија од сообраќај, а оние што работат имаат повеќе зијан отколку ќар. Нон-стоп возилото работи. Нормално, зголемена потрошувачката. Сега има загуби нормално, сега, ама како и да е, у загуби, у нафта. Акумулатори откажуваат додатни трошкови и се друго. Ако продолжи вака, освен народот, на мразот ќе се лизне и профитот. Само денес за влез во Грција беа блокирани 70 камиони, а изминатите 2 дена заглавените камионџии на Табановце пресметале 10.000 евра штета.